Добре, дојдовте назад. Бачев, ставот на вашиот став и на вашата партија околу можноста и отворената понуда на ВМРО ДПМН до власта за промена на уставот по така наречен хрватски модел? Па веднаш ќе кажам дека тоа е добра, многу добра работа за Македонија и тоа е за мене фактички една лична сатисфакција и сатисфакција за единствена Македонија, бидејќи Мицкоски го предложи тоа што ние го предложивме пред 20 години. Кога се донесе рамковниот договор во Република Македонија 2001 година, еве го од 4.10.2001 година, кога се отвори уставот, еве ги нашите амандмани. Тогашни до председателот Борис Трајковски и до Комисијата за уставни прашања на Собранието до Стојан Андов. Фактички ние го предложивме тоа што сега го предлага Мицковски, Македонија национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства според меѓународното право. Значи тоа е за поздравување и јас сега во ова прилика ќе искористам да му дадам уште дополнителни аргументи на Мицковски да издржи во оваа работа. Они како што слушнавме бараат устав според хрватскиот модел, според хрватскиот устав. Еве сега јас тука ќе му прочитам неколку одредби од неколку устави од Европа, бидејќи цела Европа базира на национални држави на односниот народ со гарантирана положба на малцинствата. Освен Швајцарија и Белгија, тоа е нешто друго таму, бидејќи белгијанци нема, тоа се холандјани и французи, швајцарци нема. Значи сите останати држави во Европа зборуваат, стои референцата за мнозинскиот народ. Сега, ако сакаме, значи во Европа, ајде сега тука нема да ги спомнувам, пример Украина, Белорусија. Малце ми остана, како мислите швајцарци нема? Па нема таму, има германци, французи, нема домородно население. По национално се швајцарски граѓани на Швајцарија. Па нема домородно население како што е во Белгија, значи сите останати држави во член 1 во уставите различни етнички групи мислите. Па да, значи нема автентично домородно население. Значи тоа се припадници на други народи, а во сите останати држави во Европа, значи во нивните устави е референцата за мнозинскиот народ. Сега тука нема да ги спомнувам Русија, Белорусија, Србија, бидејќи нели власта има алергија кога се спомне зборот Русија, еве ќе зборувам за земји членки на Европската унија. Затоа да му дадам на Мицковски дополнителни аргументи, не само да се повикува на хрватскиот модел, него да се повикува на сите земји во Европската унија. Германскиот устав ја направив една компаративна споредба. Германскиот устав од 49 година во преамбулата, меѓу другото, зборува за правото на самоопределување на германскиот народ. Преамбулата на францускиот устав од 58 година, францускиот народ. Во уставот на Словенија, словенечкиот народ на самоопределување. Хрватскиот спомнавме, национална држава на хрватскиот народ. Словачка, словачкиот народ зборува за за држава на словачкиот народ. Романскиот устав, унитарна, неделива, национална романска држава. Летонскиот устав, летонскиот народ. Естонија во преамбулата вели дека непоколеблива волја и верба за опстојување на собствена држава заснована на правото на естонскиот народ. Литванија па дури малку преамбулата звучи и со поетика. Вековната државност, борба за слобода, независност на Литванија, ја создава литванскиот народ. Така беше првата преамбула наша од 91. И албанскиот народ, според преамбулата, го несува народ на Албанија која потенцира вековната аспирација на албанскиот народ. И сега да не ги редам сите. Значи, добро, само да кажеме за бидејќи објективна реалност дека има и многу држави, еве Бугарија ќе спомнем, што имаат граѓански устав. Не, таму стои правото на бугарскиот народ. Потоа се наредени овие другите. Значи секаде во овие од изнесеното, значи се гледа заклучокот дека Република Македонија треба да биде конституирана како национална држава на македонскиот народ, бидејќи сите овие што ги спомнав, значи стои референцата за мнозинскиот народ. А Македонија од 2001 година, кога се донесе рамковниот договор, значи се избрише таа реченица од 91 година, што спомна и Филип од преамбулата, и од тогаш ние сме некоја збиршина на заедници: ромска, влашка, турска, српска, бошњачка. И ако ги земете сега тие етнички заедници, сите се поистоветуваат со некоја матична држава. А само македонците останаа без своја национална држава. А цела Европа е базирана баш на концептот на национални држави. И така да јас значи само можам тука еве дополнителни аргументи да им дадам на ВМРО ДПМН од утре да не се повикуваат само на хрватскиот модел, него да бараат во Македонија устав како што имаат уставите, како што имаат земјите членки на Европската унија. Сите земји членки значи таму базираат на концептот на национална држава, зошто да бидеме поинак од сите држави кога веќе и ќе го земеме фактички главниот аргумент. Еве гледаме на сите партии во Македонија, устите им се полни. Европска унија, НАТО, еве и земји членки на НАТО и на Европска унија, сите тие се уредени како национални држави. Добро, меѓутоа Македонија е мултиетничка држава со голем процент на населението кои што се албанци. Дел од нивните партии вчера видовме Алијанса за албанците и Алтернатива. Велат дека 30% со лажен попис, па и малите деца знаат дека пописот е фалсификуван, тоа не е спорно. Значи, они се некаде околу 15%. Тоа да кажеме, сега ќе ви вратам уште ова само, еве овој момент, не го кажувам јас. 2001 година кога се носеше рамковниот договор, Бранко Црвенковски го наседна и западните служби разузнавачки го наседна. Ако нема 20% ќе ги измислиш.
Еве, така му кажа директно. Ке ги направиш, 20 мора да ги направиш. Абе, ги нема толку. Ги нема, ке ги измислиш. И ги измисли. Мислиш на пописот 2002? 2002 на пописот. Па сега се уште помалку. Така што мора ние да се ја вратиме државата назад, ако сакаме напред. Филип, се согласуваш со ово што го говори Бачев? Значи, преамбулата беше прв пат сменета во 2001 година. Ја бев тогаш пратеник и изворно знам дека оваа преамбула сега што е од 2019 како скица беше предложена од Борис Трајковски до нас. Ние тогаш резолутно кажавме дека нема да ја гласаме таа преамбула и настанаа големи поместувања во пратеничката група на ВМРО-ДПМН 2001, која што беше прилично голема и без неа не можеше да се случи тоа. Тогаш се врати назад, се преработи предлогот и во 2001 добивме една преодна фаза, значи од 91 2001 и 2019 втората преамбула или средната ако гледаме во низ, беше една преодна фаза на всушност она што сакаше се постигне во некакво разградување на државата или промена на суштината каква е нашата држава во 2019 со преамбулата. И нормално дека се сложувам. Најбитно за мене и најприфатливо е она што беше како преамбула кога се осамостои државата, дека, нели таму пишуваше дека Република Македонија е држава која што се конституира после вековни напори на македонскиот народ да дојде до своја држава. Како држава на македонскиот народ. И тука нема ништо спорно. За никој од нас не е спорно секој да ги има на граѓанско ниво или на малцинско ниво сите права. Добро, меѓутоа, која е реалноста сега? Која е реалноста? Што ќе прави? Велите дека ВМРО-ДПМН си прави простор практично за да прифати промена на уставот. Или која поред? Се не е овој заселен меѓународен притисок, што е и за очекување притисокот е цело време присутен. Да, и на повисока ниво. Не сме имале година без притисок, без колку може да издействува? И јас не верувам дека и до сега два пати ќе се менуваше и во 2001 и 2019 без меѓународен притисок. Изгледа ние имаме историски околности и историска несреќа да не оставаат рад да направиме држава. Што друго да ви кажам? Имаме историска несреќа. Околностите се такви, не оставија да си ја направиме државата кој што треба да биде. Ја не верувам дека постои политичар кој што мисли лошо на малцинства, на заедници, кој што не ќе да превртам малку оваа теза сега. За големите прашања, Борис, велите дека кој не спречуваше да си го направиме овие 30 и кусур години, здравството добро, институциите добри, судството не корумпирано. Ова е карикирање или можам да одговорам? Не, можете слободно. Никој не спречуваше. Велите дека не ни оставија толку години да си ја направиме државата. Претпоставувам дека имашме притисици за име, територијална распределба, така натаму. Меѓутоа, што е сега за овие секојдневните наши проблеми? Ајде вака да ве вратам. Јас имам одговор на ова прашање, многу сум го размислувал и секој од нас се труди да си даде одговор зашто живееме во мизерија. Апсолутно. И зашто се распаѓа се околу нас. Во 2001 се промени уставот, но се промени и изборниот модел. Во 2002 го добивме за прв пат моделот кој што го имаме до ден денеска. Пропорција која што преферира партиски лидери и султани, а не народна волја. И вие имате често помали партии, расположение различно кое што не е представено во парламентот. Представени се вољи на многу мал тесен круг на луѓе кои што сами по себе од моделот се искорумпираа, затоа што они можат да предложат кој сакаат пратеник, по пропорција да ги добијат пратениците на тацна, пратеници за кои што ние не знаеме ни како се викаат, а ви одлучуваат утре судбината во тој мандат. Наместо да имаме здрав систем кој што ќе ги доведе најдобрите, најспособните, најучените напред, ние имаме споил систем каде што е доволно да се гребете кај партискиот лидер и тој да ве стави на позиција напред за вие да успеете во животот. Добро, ма сега ми кажувате дека со овој систем партиите си постојат сами за себе. Значи држава постои за да функционираат партиите, а не функционираат партиите за да постои државата. Да, јас во оваа емисија 100 пати кажав дека нашиот политички и партиски систем е целосно корумпиран и треба да се направи целосна промена. И со закон треба да се донесе кој што ќе го поништи законот за финансирање на политичките партии и да се донесе нов закон за политички партии каде што се мора да биде уредно, демократски и видливо за секој член. И тоа е невозможно, затоа што така нема да има акумулација на моќ кај политичките лидери. И така ќе дојде некој ќе се спротивстави таму, па ваму, па онаму и ќе избие квалитетот. Вака е потиснати и ставени се медиокритети на сите функции, во сите министерства, во сите установи. И еве гледате го резултатот. Секој ден не умираат луѓе, секој ден се иселуваат луѓе, секој ден никој не е крив за ништо. Си умрел ради себе. Добро, што направите вие лично во вашето политичко делување тоа да се промене на некој начин?
Па еве цело време тоа го зборам. Како јас може ли да го сменам законот? Нас ни го наметна тоа сте биле дел од партиски структури. Па цело време го зборам, 20 години го зборам тоа. Кога дојде промената на уставот во 2001, не гласав за одредени амандмани на уставот. Затоа и немам политичка кариера, затоа што ја размислував поинаку. Да размислував конјунктурно, комфорно, да ги прифатев сите работи, ќе одев нагоре. Меѓутоа реков, чекајте, ја менуваме суштината на државата. Ја сменивме преамбулата, ја сменивме улогата на црквата, ја сменивме улогата на македонскиот јазик, ја сменивме унитарноста во смисол воведовме, беше најавено, тоа не профункционира за среќа, дводомен парламентарен дом, нели има комисија што ги одобрува Петровски, законите. И да е така како што велите, и покрај тоа што лично можам да се служам со ова што го видел што го кажувате, меѓутоа пак не е тоа проблем на странците, ние што не се го менуваме. Како не е проблем? Изборниот Како модел. не е проблем? Вие многу полесно можете да разговарате. Зошто не можат партиите сами да се го сменат изборниот модел, да кажат дека тоа ќе биде добро за државата? Се враќаме на тезата дека ние сами не можеме. Како ќе го сменат ВМРО и СДСМ кога им одговара 80 пратеника да се ги стават двајца луѓе? Ама кој ги гласа ВМРО и СДСМ? Граѓаните. Мислите дека луѓето се занимаваат во детали со ова? Па затоа ние како држава и како систем и како граѓани не успеавме да издействуваме, да створиме амбиент за да се направиме институции, да не ги криеме за цеста. Замри го, утепај го, тргни го, исели го. И на крај остана кој? Дното. Тоа е мој став. Се разбира, ја не вршам ни политичка пропаганда, не застапувам партија, се лично мој ставови. И јас ги кажувам како интелектуалец. Не мора да сум управо, еве јавноста ќе си суди, така. Не убедувам никој, но имам став. Тоа не може да пројде. Во оваа конјунктура не може да пројде. Така се бираат и обвинители, така се бираат и суди, така се бираат и нотари, така се бираат и извршители, све е корумпирано. За све мора да се однесе плико некаде. Или кај партискиот лидер да го погалиш, но му кажеш ти си мојот господ. И напредуваш. А тие што не сакаат тоа да го прават, си се луваат или се тргаат на страна. Еве го резултатот. Нема медицински сестри, нема доктори, нема професори, нема наставници, нема учебници. Тотален распад. Ако не знам дали само ја го гледам ова, валјда и вие го гледате дека е секојдневие. Така, Бачев, вие ајде, појлете го. Кој во овој дел, значи што ги знаеме отприлика, работи од 30 години, гледаме само грабеж, беззаконие, непотизам, корупција, што е најстрашно сега и национално предавство. Значи пред да кажам што ние би направиле, да кажеме, еве што кажавте и во контекст на вашето прашање, само ние критикуваме што би направиле, кај е излезот, кај е чарето. Тука само се една дигресија, значи пак се вратам на уставот, само една реченица, значи ако се прифати ова да се набројат и дополнителни заедници во како што сега нели барат во уставот, тогаш ние излеговме со еден став, значи покрај македонскиот народ, национално држава македонскиот народ, ако веќе ви тасувате бугарите, значи да бареме реципроцитет со Бугарија и за македонците и во уставот да се внесат покрај бошњаците, власите, ромите, турците, србите, да се внесат и русите, белорусите, украинците, пољаците, чесите и словенците. Бидејќи еве веќе историската наука на научни извори докажува дека таа приказка што сме учели ние за преселба од Карпате не била точно, него фактички Македонија е основата на се. Од тука тргнале тие преселби према тие народи и тие народи, тие територии се населени од овие краиша. Значи да се прошири со други овие етнички заедници. Сега што кажав се зова, ние битно е за нас, значи како да се вратиме државата и како да ја направиме Македонија убаво место за живење со убав стандард. Значи ние во ова тука дел имаме 10 стратешки определби кои што еве накратко само телеграфски да ги набројам, значи поништување на договорот со Грција, со Бугарија, национална држава на македонскиот народ, тоа го зборувавме. Добро, малку да анализираме бидејќи ми влеговте темата. Ќе ви дам време. Еве поништување на преспанскиот и на договорот. Реално македонците генерално не го сакаат тој договор и политичарите кажаа дека тој е лош, меѓутоа тој е единствениот избор, бидејќи нели вековен стремеж, не вековен стремеж, туку деценески стремеж на Македонија да биде дел од Европската унија и НАТО. Ако ги поништиме тие договори, знаеме дека може да се простиме со членство во Европската унија. Тоа е објективната реалност, да на нас не се допаѓа или не. Дали Македонија според вас би имала друга алтернатива освен Западот? Вие Грција и Бугарија не се Европа, а Европска унија се. Европска унија, нашиот пат према Европа, и значи како во таа постапка за членство го беа кочени од тие две соседни држави. Значи ние цело проблем е од таа наша катастрофална надворешна политика веќе што ја водиме 30 години. Главно дефанзивна, плашлива и не се користат аргументите кои што треба да се искористат во сите тие меѓународни преговори. Тој договор
Добрата страна е значи што е ништовен. Лошата страна е што со него се избриша име, идентитет, историја, традиција на македонскиот народ. Добрата работа, тој е ништовен, тој договор и само постои постапка како се стори тоа. Сега не би сакал да навлегувам во детали, бидејќи мојата последна книга лани што ја објавив на годишнината на рамковниот договор е токму тоа, меѓународно правните основи. Бача, ќе го поништите, имате супер моќи, ќе го поништите тоа. Што потоа? Потоа како сите држави, како сите ќе уредиме Македонија, како сите држави, јас кажав. Кои сите држави? Кај сите држави или околу или се членки на НАТО или се дел од Европска унија или се прават да стигнат до таму? Не е точно. Ви гледате вие каква е другата катастрофална грешка. 30 години нашите политичари викат светот завршува до Брисел. Не е точно. Светот е многу поширок. Не завршува до Брисел и човекот каде завршува? Па многу поширок е. Во Обединетите нации имате 193 држави членки. Добро, ние во кој дел од Европа живееме? Во кој дел од светот живееме? Па ние да кажеме живееме во Европа. Добро. Во Европа живееме и таа Европа е многу поширок од Брисел. Не е до Брисел или до Вашингтон. Значи Македонија мора да се соработува, мора да има алтернативи. Малце ми кружите, не ми кажувате што опции има Македонија да биде со Русија, со Белорусија, со што? Видете вака, ние како единствена Македонија на Македонија понудивме нова алтернатива. Добро. И понудивме алтернатива, значи соработка со сите држави кои што не почитуваат како македонци. Што почитуваат, што него доведуваат во прашање нашиот идентитет, историја, традиција и што не почитуваат. Добро, Руската федерација во Бугарија испраќа пример соопштение кај што вели дека на Бугарија им го честита роденденот на неголемиот национален херој нивни Гоце Делчев. Исто тако соопштение праќаат и во Македонија велат на неголемиот македонски херој. Така. Дали тој почит да речеме спрема нашиот идентитет? Па видите вака сега. Георги Иванов да се останеше на доследно на неговите гледања, да не го направише во последен момент предавството, промена името немаше да помине во Обединетите нации. Кога Заев испрати писмо до Обединетите нации дека го менувам името, паралелно писмо да испратише Георги Иванов. А сега нема врска со ова што разговаравме до сега. А зашто? Зборуваме, дали вие сметате како партија дека бидејќи логото на партијата алудира нели на руско малце изгледа се тоа? Не алудира, зашто алудира тука на руско? Единствена Русија, единствена Македонија. Дали мислите дека навистина во реалната политика Македонија има шанса освен Европската унија и НАТО да се интегрира да биде модерна и богата држава? Значи тоа е целта, не дали ќе пропадне или не. Еве првен да го расчистим името. Земете ги сите европски прашања партии во Европа, ќе видите зборот социјалдемокрација го има во секоја европска држава. Дали социјалдемократскиот сојуз е копија, лого на тие партии? Нема партија во Европа, лева партија која што него содржи зборот социјалдемократска партија. Или нема десна партија во Европа која што го нема лавот. Не, говорете, значи ваше автономно право како ќе се крстите партијата, никој не сме тука да ви замели. Само зборам како комуницира логото и лавот е автентичен македонски символ, не што е тука. Добро, ќе ми одговорите на прашањето. Значи ние понудивме на Македонија нов концепт, нова алтернатива, доколку не сакаат како македонци, ќе одиме таму кај што не сакаат како македонци. Ќе соработуваме, па сега има 193 држави. Наша дипломатија ќе си процени кај не сакаат како македонци, ќе соработуваме со тие држави. Еве да кажеме, ние 30 години не бевме членка на НАТО, па не пропадна Македонија. Значи ние таа плашлива политика не доведе до тука и ние сега треба да оставиме Русија, НАТО на страна сега. Ние мора да се ја вратиме државата назад, тука како македонци. Нас не се криви нити странците, нити албанците, нити соседите. Петровски вели дека странците не оставиле да се направиме држава кој што сакаме. Они си тераат нивната агенда. Сега прашање е на какви политичари наидуваат тука. Еве сега да кажеме, последни двајца водечки политичари во Европската унија беа Јоханес Хан и Могерини. Они сега се заминаа. Они дојдоа тука и кажа сменете го името и крај, готово, тоа е последно. Да. Сега они кога ќе дојдат како туристи во Скопје, кога ќе им кажете господине Хан, господи Могерини, вие ни кажавте зошто не излажавте. Дали наследниците што дојдоа на Хан и Могерини имаат различен став или идентичен? Ама знаеш што ќе ви кажат сега Могерини и Хан кога ќе дојдат во Скопје, кога ќе им кажете господи зошто не излажавте? Го сменивме името, не примете. Знаеш што ќе ви кажат они? Не е точно, не ви го сменивме ние името, вие се го смените. Ама зашто ја правите грешката што Филип вели дека ние сме ја направиле како не? Зашто ги персонализирате? Зашто ги гледате? Зашто не гледате Брисел како на систем, а не како едно име? Да, дошол Хан, кажал, после 4-5 години му завршил мандатот, друг човек дошол, некој како XY и истиот став го тера. Значи ние си имаме работа со систем таков, не со определена личност. Системот 90 година вратите го, системот си беше копенхашки критериуми. Толку точка, нити име, нити заперка, нити презиме. Не се бараше. Нити нација, нити јазик. Европска унија јасно ги кажа критериумите. Сега се задржав, изгубив многу време за ова. Сега прашањето е како понатака, за да ги знаеме состојбите како. Значи еве сега ние како единствена Македонија сега актуелно е прашањето со тие ненародни привилегии, да го земеме економскиот дел. Гледате, слушаме функционерите ненормални привилегии. Еве сега пак слушаме покачување на плати 80 таму со 80%. Значи апанажата ја спомнуваат стално. Тоа срамота е во Македонија, им завршува мандатот, уште земаат плата, а ништо не работат. Им завршува мандатот. Значи еве го 2009 година. Значи 2009 тоа се веќе 13-14 години.
поднесен закон во собранието за платите на функционерите. Значи тие апанажи, ненародни привилегии мора да се укинат. Значи пред 14 години е поднесено во собранието и пратениците како сите граѓани од Струмица кој ќе дојде во Скопје, дали функционер, дали пратник, ќе дојде со автобус. Македонија е мала земја, железнички и меѓуградски е добро поврзана, а не таму трупаат ненормално трошоци во собранието. Значи тие ненародни привилегии. Ова е го 2009 година до Никола Груевски, поднесено целиот движен имот. Добро, да не ги поминеме сите документи, контекстот ви го разбираме. Контекстот е во Македонија има 18.000 службени возила. Еве од лугата му бараме да ги продаде една данска и шведска имаат по 18 возила само, а ние имаме 10.000 службени возила. Значи сето тоа мора да се продаде ова. И еве ги одговорите од Трајко Велјановски, тогашниот спикер на собранието, се е примено дадено на пратениците и до ден денеска закочено во собраниските фиоки. И да не бидам грешка сватен. Подобре е убави идеи да се крадат, отколку да не се реализираат. И мене ми е драго ако после 20 години сега се актуализира. Значи сега, нели сега актуелно е апанажа, ненародни привилегии, ова. И до изборниот законник. До изборниот законник, еве го, предложен уште 2010 година. И сега многу битна работа за народот. Еве го предлог законот од 2011 година за право на бесплатни акции. Сега ти си помлад, не знаеш, во Македонија 90 година имаше на криминална бандитска приватизација. Кога верувате дека добро знам за приватизација. Па сега ова е многу битно сега. Десетина луѓе се го поделија целото општествено богатство. Целата администрација, студентите, земјоделците, администрацијата останаа без ниту една акција. А целиот имот го создава сите работи. Го знаеме, тоа сме го кажале. Еве го законот кој што нуди. Значи сега мора од тие државни претпријатија што имаат државен капитал да им се даде на луѓето право на бесплатни акции да биде компензирано. Добро, благодарам за сега Бачев. Петровски, малци по-регионално отидовме. Дали гледате геополитика во обидите не само Македонија, туку и Србија, и Црна Гора, и Албанија побрзо да се однесат во Европската Унија во перспектива на кризата во Украина, да, и руската инвазија? Да, не е интервенцијата и влијанието кое што го имаме околу уставот, промената на уставот. Пошироко сакам да ги погледам. Не е само во нашата држава. Гледате дека големи поместувања се случуваат. Еден сериозен проблем е заедницата на српски општини во Косово. Имаме тресења и проблеми во Босна. Додик најавува дека ако одредени работи не се како што ги замислува тој, дека може да ја прогласи независност Република Српска. Често имаме проблеми и во Црна Гора. Еве сега се случи вчера прв пат промена после 30 години на Мило Џукановиќ. Така. Се зборува дека новиот претседател е близок до Србија и така натаму. Значи постојано има тука борба на системите. Погрешно е да се смета дека само една држава се меша или само Европска унија се меша. Сите се мешаат. И сите си ги тераат своите линии на интерес. Така било не само од 90-та навака во Македонија, така е од како постојат државите, цел свет. Така е од Сан Стефанскиот договор, така е од Берлинскиот конгрес 878 и така натаму. Големите држави секогаш го земале сами, за себе си го доделувале правото да се мешаат во работите на малите држави. Сега, некои држави поуспешно се справувале, некои држави полошо. Зависи од политичката конјунктура, зависи од политичката култура, зависи од гранките на семејствата, колку се цврсти и така натаму. Еден од проблемите, мислам, ако дозволите само една реченица, еден од проблемите на Македонија што нашите првенци, нашите борци изгинаа сите и родословите се доста уништени после Илинденското востание, Балканските војни, Првата и Втората светска војна. Така што не успеавме да се втемелиме подлабоко како што тоа го има како пример во другите држави. Па до некаде да бидат порезистентни на отпори кога станува збор за национални прашања или гледање на национален интерес. Секој пат има интеракција, но некаде има поголема резистенција. Дали е стратешки интерес на Соединетите американски држави во овој момент земјите од Западен Балкан што побрзо да се интегрираат во Европа? Зошто? Затоа што мислат дека тука може да се родат проблеми. Знаете дека Србија не воведува санкции на Русија, таа е единствената која што е кандидат за членка во Европска унија, која што дава отпор. А меѓутоа Вучич вели ќе видиме што колку ќе издржиме тоа. Сега он е подложен на притисок, нели? Го пратија Кристофер Хил за амбасадор таму, тој важи за супер тешка категорија во Стейт департментот, важи за човек кој што решавал сериозни проблеми и така натаму. Значи се врши притисок и врз Вучич
мислиш, се врши притисок на секаде. Тоа е како една шаховска табла, ова е некаква позадина, позади границата на новата железна завеса. Многу ми се чини дека може да ескалира безбедносниот проблем не само во Украина, на чекоре од проблем Молдавија, можеби Белорусија, Балтичките републики исто вака жестоко се спротивставуваат. Влезот на Финска во НАТО, одговорот дека ќе стационира повеќе војска Русија на таа граница. Гледаме најверојатно и фински десничарска влада ќе доведе, тамо се има големи разместувања и двата системи се надпреваруваат. Ние во шаховската табла треба да видиме кај ни е местото и што ни се цели. Кај ни е местото? Па ние сме во НАТО. Нас не нагураа во НАТО пред 3 години. Значи сака да кажете дека Македонија сега често велам колатерална добивка ќе биде од целиот случај. Дали добивка или штета останува на историјата да анализира. Не знам што штета во Европска унија да биде. Не зборам за Европска унија. Штета во смисол што ние моравме да направиме како отстапка и да го поднесеме како жртва за да дојдеме тука. Така. Инаку во периодот пред промената на името, јас и Бачев бевме активни и заедно настапувавме, бевме кај пратениците кои што на чуден начин гласа од ВМРО пратениците кои што на чуден начин гласаа после за промената на името и сите поединечно ги молевме да не го менуваат името. До тогаш јас и мојот став беше дека Македонија треба да биде неутрална држава. Во смисол да бараме некој друг модел. Немаше дискусија во општеството што добиваме, што губиме. Кога ќе се заврши некоја работа, ајде вие кажете ми која држава во историја на НАТО влегла во НАТО па го напуштила НАТО. Не постои таква. Значи, дали ние ќе бидеме прв пример на такво нешто, не знам. Но треба да дебатираме. Дебата нема, анализи нема. Кога беше право време да се спротивставиме на жртвата што беше поднесена, ние тоа го направивме. Кој реално и објективно ги следел работите, знае, нема потреба да убедуваме. Дури бевме во ситуација, имаше полиција позади тие пратеници со автоматски пушки и така натаму, кои што нели ни кажа дека може и да не ликвидираат. Ние нашето го направивме тоа. Дали после тука Бачев заедно сме биле. Значи сме се обиделе. Дали сега може такво нешто да речеме ако ова е вистина? Како не? Не, морам така да кажам бидејќи ја тоа не сум го видел со своји очи. Дали може донесете полиграф и на полиграф ќе го кажам. Дали е можно некој такво сега слично сценарио за уставните измени околу францускиот предлог? Јас тука кога бев летото на препоследната емисија кажав отприлика како ќе одат тие работи, значи сега првиот притисок ќе биде на неколку нивоа, првиот врз Мицковски како лидер нели со тие сладки приказни дека ја кочи Европската унија, дека да попуштиме, дека ова е последна отстапка, дека ќе влеземе во Европска унија. После ако не се успее, ако издржи Мицковски да кажеме, ако не попушти, тогаш тоа ќе биде некое друго ниво према пратениците. И третото, тие се многу безобразни. Ќе почнат после со подкуп со налик на ова што кажавте, да се надеваме дека нема да дојде. Не кажав ја ништо, Петровски кажа само. Тие се тие нивоа на кои ќе одат тие притисоци. Сега се први тие благи методи. Дете се разговараат со председател на ВМРО да помине. Ако не успеат да кажеме, ако не го скршат, после ќе оди тоа на по пратениците, налик на преспанскиот договор. Сега малку ми е чудно тука, вие да кажеме прашањето на Европско унија го ставите како живот или смрт за Македонија. Не, зборувам како опција за развој, убаво кажав, за Македонија да биде развиена, демократска, богата држава. Не го ставам на Кој не брани да бидеме богата и развиена демократска држава? Абе истото прашање ја го поставив пред 20 минути. Испадна дека сами себе си браниме, заради тоа што си направиме таков систем. Сега еве да кажеме, јас спомнавме Швајцарија на почетокот. Швајцарија не е членка на Европската унија, супер богата држава. Јас бев сега скоро таму кај нашиниците во Швајцарија при промоција на мојата книга. Норвешка не е членка на Европска унија, Малезија не е членка на Европска унија, Сингапур не е членка на Европска унија, супер богати држави. Значи живеат со убав стандард, ви видите им ги тие бруто национални доходи. Каква е историјата на тие држави, каква е нашата? А каква е нашата? Па ние сме народ кој што успеа пред 30 и нешто години да направи собствена држава. Народот кај што цел сите векови бил поробен, плјачкан, не успеал да направи или не му било дозволено да направи интелектуална заедница голема како што има другите. Сакам да кажам дека сите крадале од тука, не давале тука. Па тука е главната поента. Значи ние 30 години имаме бандити. Не зборам и за порано, зборам и за Ама чекајте се. И за окупациите и од СХС и Ама оставете ги се. Втора светска војна и турско и се. Од 90 кај тргнавме, кај сме сега. Значи таа држава е резултат на субјективни причини. Не е резултат на објективни причини, па тоа е на резултат на субјективни причини, лошо владење со државата и тој грабеж што се случува во цело време во државата. Значи ние мора да се вратиме државата. После 30 години мора да дојдат национални и патриотски сили кои што ќе се вратиме државата назад. Тоа е основно базично да се после многу
лесно да направиме државата богата и убава за живење. Треба само две работи. Честни политичари и економската наука има измислено се. Како се прави држава на економски план, каква земјоделска политика се води, каква културна, каква спортска политика, значи тоа науката сето тоа го има измислено. Принципите се знаат. Значи само треба честни политичари кои што тоа ќе го направат, а ние 30 години го имаме спротивното, имаме само грабеж. Јас спомнав 90-та година криминална приватизација, десетина транзитски бандити си го плячкаа целото богатство. Кога заврши приватизацијата, во постприватизацијата, сега да не спомнам примери, само два лика, Сашо Мијалков, Зоран Заев. Бандити не видни во постприватизацијата. Гледате, Сашо Мијалков, око нему трепнува, потпишува 30 милиони евра, си ја купува слободата. Беше директор на ДБК, таму платата 1000 евра. 10 години заработил 120.000 евра. 30 милиони евра ги отпишува како чала. Значи, втора работа Зоран Заев. Тука беше во ова студио со Мицковски пред изборите 2016 година и несвесно се одаде дека ја плячкова држава. Мицковски му вели: "Господин Заев, вашите фирми вака грабеш едно друго." И овој несвесно му враќа, вика: "Ама фирмите на Заев вика плаќаат 10 милиони евра данок годишно." Па вие ако плаќате 10 милиони евра годишно данок, стапката е околу 10%. Значи он заработува 100 милиони евра годишно. Во оваа држава од табана со Дегевгелија да заработувате вие со фирмите 100 милиони евра годишно профит како Заев, или сте супер способен или тежок бандит. Значи второ нема. Тие се сега што е тука поентата, таа Европска унија зошто е безобразна и НАТО. Значи ги пуштаат да се збогатат. И после не им го чекуваат украденото, бидејќи ја спроведуваат нивната агенда да го рушат овој народ. Значи таа е таа стратегија на НАТО. НАТО и Европска унија. Зашто сака НАТО да не го руши народот? Па го руши, сакаат марионети. Марионети и така владеат. Зашто ако е така како што велите, зашто го рушат народот? Не народот, значи овие они си наоѓаат марионети кои што ќе ги пуштат да се збогатат и после не ги чепкат. Гледате ги македонските премиери од Бранко, од Љупчо, од Бучковски, после еве Мијалков го спомнав, Заев. Значи се за тоа влегува политиката се бандити. И значи они ги пуштаат, тоа се марионети и после тие спроведуваат нивната агенда. Еве се исто и овој Ковачевски. Значи тоа се класични марионети и тоа за нив можеби најдобрата реченица ја има кажано Хенри Кисинџер во неговата најнова книга. Еве сега кога ќе ги искористат и после се откажуваат од нив. И тоа ќе Хенри Кисинџер го напиша. Вика, тие вика што слепо те следат и слепо те слушаат, вика. Тие ќе тргнат вика по било кого и по било што. Тие се вика животни кои што имаат употребна вредност. Кога ќе искористиш нивната употребна вредност, фрли ги и после ги фрлаат. Петровски, како ги гледате овие сега последни превирања во ДУИ? Као борба за моќ. Прераспоредување, мислам дека се уплашија дел од тие, како ви викаат, огнените, од напредувањето на Груби. Груби со крупни чекори отиде напред, зафати позиции, стана комотен, почна да игра фудбал, кошарка, хокеј, може има и базен во кабинетот, не знам, да пливаат олимписки базен или да организираат надпревари. Тоа е една манифестација на ароганција што мислам и на нив им пречи. Но и акумулација на моќ која што оние губат и сега се затепаа внатре, пробаат да си ја подигнат преговарачката позиција, малку шурува и со ВМРО и со други, како во смисол да откинеме пратеници, да се направи друга бројка. И мислам дека тука и малку го заведува Мицковски, која мислеше дека има на 31 декември ново парламентарно мнозинство, односно бараше распуштање во јануари или февруари, па во мај предвремени избори. Но во меѓувреме се виде дека не може ни таму да пројде, нели Ахмети рече, не е дозволено да има фракција во ДУИ. Во суштина, тоа е најголемата грешка, најголемата кочница во македонскиот политички систем. Зошто да нема луѓе во иста партија што мислат различно? Може би десна идеологијата, ама манифестациите, односно спроведувањето на програмата, има различен пристап. Тоа нема во македонските партии. Тоа ви го зборам. Значи, две основни работи. Закон за финансирање на партиите и закон за партиите мора да биде сменет. Мора да биде дозволено фракционерство, размислување слободно гласање и јавно гласање, и партиите се разбират да не се финансираат од буџетот. Дали во Македонија веќе дојдено време за формирање на нова политичка опција, која што ќе им ги помати на некој начин сметките на големите две партии, на двата блока? Па ја мислам дека во повеќе елементи се гледа дека народот е презаситен. Мислам дека левица тука има некои одредени поместувања кои што створија нервоза кај Мицковски. Дел од најмладите гласачи инклинираат на таа страна, некои истражувања што гледав. Ќе останува да се види дали тоа ќе биде верифицирано на избори. Исто така се најавува и други структури дека може да се организираат како партија.
Ја ќе го кажам примерот на Украина. Зеленски беше изберен како политички неискусен, непознат и неповрзан со партии и зема околу 70% од гласовите, затоа што општото чувство беше дека луѓето се незадоволни од сите партии. Мислам дека Македонија оди во таа насока да луѓето, односно гласачите, граѓаните се незадоволни од сите стари партии кои што акумулира не само финансии, него произведуваат неквалитет. Да. Бачи вие како гледате? Значи, велите дали треба нови партии, ново. Па видите ги сега кои сте нови партии, тоа се исти лица. Те 20 години учествуваат во предавството на Македонија и сега ја менуваат страната, шетат од еден блок во друг. Тие сега што се представуваат како нови партии. И бидејќи еве Филип тука нешто коментираше, значи околу ВМРО ДПМН, јас да се надоврзам. Јас се кажа, првата стратешка грешка ја направија со амнестијата, кој што влетаа во шемата на шарените и тогаш во јавноста се створи една кампања дека се нели против тоа им штети. Втора грешка што ја направија сега пред неколку дена, објавија една анкета во која на едно здружение од Куманово му дават 5%. Пазите, 5% ова е анкета наменска, како што ги прави и СДСМ, ги прави такви и ВМРО ДПМН. Ја правише Владимир Божиновски. На кој е тоа прочитате? Мислам дека гледачи не може да видат. Па еве ги, има едно движење, 5,1%. Добро, тука пишува граѓанско движење на Максим Димитриевски. Зашто се плашат да го изговорите? Така, се му дават 5% на тоа движење. Значи ти мислиш дека ова е лажна анкета? Лажно, бидејќи ја прави Владимир Божиновски, а тоа е лик еден кој што од 2011 до 2017 година владата на Груевски му исплати 600.000 евра на тој институтот за политички истражувања, како се вика, за да прави разни анкети за Иванов и за Груевски. Сега они пак одат од варијантата дека овој ќе извлече гласови од СДС, ќе направи штета на СДС, како што претходно ја формира една партија да парираат на левица. Како ти што ја спомна таа партија, што ја формира 2015 година наменски. Не, 2015 ја формира таа партија исто наменски. Која формираш? Знаеш добро. Емил Димитриев и Сашо Мијалков. И сега што се случи? Таа партија место да однесе гласови од СДС, однесе гласови, сите анализи покажаа дека после однесе гласови од ВМРО ДПМН. И уште ќе зима. И сега играат со овој здруженијето. Сака да парира. Му дават 5%, ама да не се предрблат пак. Ова може да заклучиме дека анкетиве врска нема. Ова е втората стратешка грешка и ако продолжат со вакви грешки, бидејќи Ковачевски не дава предвремени избори, најверојатно ќе се видат дека до година или повреден пат и таа огромна предност од локалните избори ќе почне да се топи. Еве сега да ви покажам една анкета која што ја прави едно европско општествено истражување. Тоа е анкета која што не ја гледате во јавноста, таа е во позадина анкета која што оди директно во Брисел. Во позадина од анкетата, тоа европско општествено движење ги прави анкетите на секои 2 години во 35 европски земји, а тие анкети не ги кажуваат во јавноста, него директно за планерите во Брисел. Се нова анкета, тука гледате фигурира единствена Македонија. Каде се ја сретнале вие единствена Македонија? Кој е ова здружение или организација? Тоа е на Зверот од Брисел. На кој? На Зверот од Брисел, кој што некој го вика сценаристот, некој Чадорот, некој Длабок. Бист. Не, тоа е фигуративно. Нели некој вика сценаристот. Некој го кажува Чадорот, некој длабоката држава. Јас во моите пишувања го нарекувам Зверот. Значи таа анкета оди директно во Брисел. Таа во јавноста нема да ја видите. Ете тука единствена Македонија фигурира. Покажете ми една анкета. Максо го нема. Максо го нема. Како? Значи колку гласови освои вашата партија на последните избори? Ќе ви кажам сега. Значи само да довршам сега, бидејќи одиме од тема на тема. Значи видите ги сите анкети што ги прави СДС по порачка и ВМРО ДПМН по порачка, таму единствена Македонија нема да ја видите. Ама ова анкета која што оди директно во Брисел, тука ќе ја видите. Еве има две прашања. Вика за која партија гласате на последните избори и второто е дали постои одредена политичка партија која чувствувате поблиска во споредба со двете. И на двете анкети единствена Македонија фигурира. Сега додуше со помал процент, меѓутоа знаете ние имаме комплетна медиумска блокада. Јас сега овие работи што ги кажам. Каква медиумска блокада у програма во живост тука? Па добро, од Великден за Великден сега. Тоа да борете. Пак е добро, не се жалам, не викам не. Не викам не. Ама јас овие работи што ги кажувам вечерва со документи. Ако секој не ми должите одговор која прави ова анкета требало да знам. Европско, еве ознаката, знаете, европско општествено истражување. Тие имаат така некои имиња од модерни имиња, така неразбирливи. Сега кога јавноста би можела секој ден да ги гледа овие работи, ја ви гарантирам дека не 61, 101 пратен ќе освоиме. Ама Зверот не дава. Така е. Значи сакам да ви кажам дека Македонија и две работи се битни. Мора да се вратиме државата назад и да ја направиме Македонија убаво место за живење, а тоа може да го направат само национални и патриотски сили. И јас сум горд на тоа. Во Македонија гледате, сите се купуваат за функции и за пари. Јас сум горд со 20 години не успеале да ме купат нити за функции, нити за пари. Значи мене ми е единствена работа пред себе македонската држава и националните интереси. Сега да не излезе тоа како фалба, како реторика, ќе ви кажам само два случаеви. Гледате целата младина е настроена да бега во Европска унија. Вадат бугарски пасоши и разноразни.
Јас имам престој во европска држава во сите држави. Престој. Можам утре да се земам фамилијата и да појдам во европска. Значи некако емигрант, некако не со бугарски пасош, него имам престој и можам во секое време да се отидам таму во свој дом, една работа. Втора, а седам тука во Македонија. Втора работа, 2001 година. Ја не бев припадник на македонската опера и балет. Бев припадник на македонските безбедносни сили во МВР, поточно во управата за безбедност и контразнавање, кај што се гинеше. Во тоа време сите избегаа на Халкидики. Кога ги праќавме поканите за мобилизација, од СДС сите избегаа на Халкидики, ја избегаа војната и после кога се вратија 2002 стана кој пратеник, кој директор, кој. Значи за време на војната останав тука. И веќе на овие години немам намера да ги минувам моите ветувања. Значи јас сум спремен да расчистам со овие бандити, ама тука има ако народот ни ја даде довербата. Значи сакам да кажам дека предноста моја е што јас и во документите го видов тоа, знам како е плячкана ова Македонија, знам како се случија предавствата во 2001 година, тоа е мојата предност, тоа во документи сум го видел, сум ги гледал, таква ми била првата на работата и јас можам со овие луѓе да ги расчистам работиве и да направам Македонија убаво место за живење. Имам уште неколку минути. Петровски, многу често кај нас се збори, претпоставувам во немоќ, сите чекаме од надвор да дојде некој да не ги реши проблемите, пред се за корупцијата, вие американската амбасадорка е доста активна на тоа прашање. Сега од изминатиот месец сите се во очекување на таа така наречена црна листа што ќе ја објави САД, дури некои шпекулации, слободно ќе речам, се дека лицата кои што ќе се најдат на таа листа и самиот чин на објавување на таа листа може да има и некаков политички потрес и поместување некакви. Предпоставам дека се лудира дека да речеме дел од топ политичарите од земјава. Ќе би можеле да се најдат. Имате некакви информации вие за тоа? Немам, јас за жал немам такви информации да можам да кажам кој ќе биде на таа листа. Она што можам да го кажам е дека многумина се плашат од таа листа. Кој мислите дека највеќе се плаши? Па тие што најмногу краделе, веројатно. Мислам дека за тоа постојат вака доволно јасни сознанија во пошироката јавност кои би биле тие имиња. Сега јас да не прејудицирам, се знае убаво американската амбасада. Што ќе постигнат со тоа, не знам. Јас мислам дека би требало поинаку да биде, да се отворат процедури, прогон, ревизија на богатството и така натаму во македонските судови. Значи тука да се променат работите, затоа што има луѓе кои што долги години се на таа црна листа, па ништо не им се случува и може да се користи како одредена алатка за принудување на политичка послушност во одредени моменти, што мислам дека не е добро во смисол на верба на народот кон системот. Така. Бачев, вие за Па еве, јас кажав дека некој вела дека може да се најдат на тие листа оние кои што се против Преспанскиот и Охридскиот договор. Па виде, ние сте отворено против тоа и заговарате рушење. Дали стравувате дека можеби вие ќе бидете на таа листа? Виде, ние сме суверена држава. Аз сам држав сите нишани, тие луѓе на граница не треба да бидат пуштени. Сега замислете странски истражители во Македонија шетат како шерифи ќе испитувале корупција. Па еве јас ви гарантирам, утре кога единствена Македонија би ја добила до вербата, јас ви гарантирам дека криминалот може, ајде да лицитирам сега со временски период, во многу брзо време се расчисти. Да се формира еден тим како што ова СЈО што го разочара народот кој беше. Еден тим и јас ви гарантирам дека тој криминал ќе биде расчистен, но и Македонија ќе биде многу убаво место за живење и немаше одење доаѓаат тие странски емисари од Македонија. Оти видите колку тие луѓе повеќе наоѓаат тука плод да почва, разговараат со марионети, попуштања. Тие послапе угледот и на државата и на личноста премени. Колку повеќе опстојуваме на нашите национални интереси, повеќе ќе ве ценат. А тие европски политичари мислат дека не одат во Словенија, во Хрватска, во Србија? Па многу разлика меѓу Словенија и Македонија. Па видите вие тргнете од обичниот живот. Полтроните секој ги посакува, ама никој не ги цени. И така наши во овие полтрони 30 години кои што само крадат, лажат и ја растураат државата и слепо му служат на тој центар да кажеме од Брисел и ја растураат државата. И затоа пак ќе се навратам. Целата вина треба да се ја бареме кај нас, во системот што го воспоставивме, во партиите што ги избиравме, да не се лутиме на соседи, они си ја тераат агендата нивна. Ама ние што правиме ние како држава, дали може да се спротивставиме на тоа? А јас кажав, сега да не излезе пак само гола реторика, јас кажав, јас сум спремен дека оваа држава може да ја направиме убаво место за живење и може да се ја вратиме на државата, ама со патриоти, со силна национална и патриотска предлога. Затоа сега ова Мицковски што го инициира, тоа е добра работа. Ако опстане таа работа, и јас еве да апел тука вечерва. Ние мора да се сплотиме, да се здружиме сите сили и веќе касно е тоа што го кажува Ковачевски, што го кажува Пендаровски, дајте да се обединиме македонски интереси. Нема веќе обединување. Ние веќе сме поделени на тие што ја сакаме Македонија и тие што ја мразат Македонија. Дајте сега тие што ја сакаме Македонија, сите опозициски партии што сме на таа линија, да се обединиме, да се сплотиме и да го победиме злото. А злото се знае, име. Тоа е марионетската власт на СДСМ и таа мора да ја поразиме.
Ако сакаме назад. Мислите дека не се сакаат на ниту еден начин Тоа се држава? луѓе што ја мразат државата. Па видите што е масакар ја направија, тоа е национално злосторство. Нема да се служат. Па вие да смените име, идентитет, историја, традиција, тоа е масакар, тоа е национално злосторство врз сопствениот Ви народ. благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5. Фала.